Кратки најави за денешниот дневник. Националниот парк Галичица работи на развој на одржлив туризам. Убавините на Охрид и Македонија се промовираат на саемот за туризам во Белград. Бочварски очекува автопатот Кичево Охрид да биде готов во рокот, но не може да предвиди дали ќе се зголеми цената на чинење. Расте интересот за подигање насади со јаткасти плодови во Охридско-Струшкиот регион. Министерството за економија креира нови мерки за намалување на цената на храната, бидејќи субвенциите за струја не го дадоа посетуваниот ефект. Со најавените и со останатите содржини во дневникот, започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и измерени на максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови. Во текот на попладневните часови зголемување на облачноста, а во текот на ноќта кон петок услови за сосем слаби локални врнежи од дожд. Утре над западна, северна, централна и источна Европа нестабилно со врнежи од дожд со засилен ветер. Во северна, североисточна и источна Европа и услови за врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент времето стабилно со зголемена облачност и топло. Утре во северните и јужните делови над Балканскиот полуостров ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и потопло. Во останатите делови од полуостровот умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, како и со пониски температури. Максималните дневни температури на Балканот во интервал од 10 до 16 степени. Во Македонија во петок умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и топло. Ќе дува југозападен и југоисточен до умерен ветер со брзина до 15 км на час. Минималните температури од 0 до 8 степени, максималните дневни од 11 до 19 степени. Во Охрид во петок времето умерено облачно со сончеви периоди и топло. Минималната 5, максималната 13. Во сабота во Охрид умерено облачно време со сончеви периоди и висока дневна температура до 14 степени. Во недела времето ќе биде умерено облачно. Ќе има сончеви периоди, попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд. Минималната 5, дневната 15. Во понеделник во Охрид умерено облачно. Ќе биде и нестабилно, ќе има врнежи од дожд и пад на температурите со максимални дневни до 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Националниот парк Галичица работи на развој на одржлив туризам. Планинскиот масив изобилува со голем потенцијал за алтернативни типови туризам. На територијата на паркот живеат околу 5500 жители. Со нив постојано се работи на подигнување на свеста за заштита и грижа на природните богатства. Националниот парк Галичица работи на развој на одржлив туризам. Изработена е стратегија за развој на туризам која е во согласност со планот за управување со Охридскиот регион. Планинскиот масив изобилува со голем потенцијал за алтернативни типови туризам, планинарење, велосипедизам, параглайдеризам. Во рамките на Националниот парк има 240 километри обележани патеки, од кои 40 за велосипедизам. Природните карактеристики на регионот, големото ниво на биодиверзитет, чистата природа, релативно чистата природа би рекол јас, но исто така и многобројните културни споменици кои што се наоѓаат во или околу територијата на Националниот парк се исто така потенцијали кои што ние и текако сакаме да ги искористиме и пробуваме да ги искористуваме. Летањето на параглайдерите или параглайдеризмот е уште еден аспект на развој на туризмот. На територијата на паркот живеат околу 5500 жители. Со нив постојано се работи на подигнување на свеста за заштита и грижа за природните богатства. Има 7 ренџери чувари, а поставен е и видеонадзор. Сите вработени се активно вклучени во поглед на решавање на овие проблеми, меѓутоа директно вклучени се чуварите на паркот, кои што се 7, а територијата на паркот е 24.000 хектари. И останатите вработени, оние што работат во установата, во нашата централа, се вклучени директно или индиректно во решавањето на овие проблеми, меѓутоа најдиректно се чуварите на паркот. Сега, кога имате 24.000 хектари и 7 чувари на паркот, кои што треба да се грижат за спроведување на законот 24 часа во текот на неделата, можете да замислите дека тоа и не е така ефикасно како што би требало да биде. Меѓутоа, во соработка со локалното население, во соработка со вршители на дејност, како параглайдеристи, како возачи на 4x4 возила и така натаму, добиваме драгоцени информации кои што ни го намалуваат времето, а и секако и трошоците за одење на терен онаму каде што е потребно. Ниската еколошка свест е еден од клучните проблеми. Само лани во паркот беа мапирани и исчистени 30 депонии од градежен шут. Националниот парк Галичица е единствениот парк во земјава кој не се финансира од производство на огревно дрво. Сите средства се генерираат преку туризам. Убавините на Охрид и Македонија се промовираат на меѓународниот саем за туризам во Белград. Рекорден број на коегзибитори ќе ги промовираат туристичките понуди на македонскиот штанд на саемот за туризам во Белград. Околу 350 изложувачи од 33 земји, вклучително и Македонија, учествуваат на 44-тиот меѓународен саем за туризам под слоганот "Кога е одмор, не е тешко". Охрид, Ресен, Дојран, Крушево и Гевгелија во рамки на саемските денови од денес до 26 февруари ќе ја прикажат природната убавина, богатото културно наследство и гурманско искуство заедно со Хотам, Глобус Травел и Хотел Мизо. Саемот ќе биде посетен од делегација на повеќе од 50 македонски туроператори и хотелиери, како и представници од Универзитетот за туризам и менаџмент, кои ќе земат учество промовирајќи нови пакети и атракции, отворајќи можности за исполнување на целта за 2023 година од 3,2 милиони ноќевања со повеќе од 550 милиони долари промет од туризмот и угостителството во македонската економија, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Српскиот пазар е еден од најбрзо растечките пазари за македонскиот туризам споредбено 2019-2022 година. Минатата година 11% од странските туристи, односно повеќе од 63.000 туристи и повеќе 130.000 ноќевања оствариле српски туристи, наметнувајќи ја потребата од интегриран маркетинг и зајакнат промотивен пристап во оваа година. Воведувањето на авионската линија Белград-Охрид 4 пати неделно од јуни представува можност за продолжување на позитивниот раст и во 2023 година на српските туристи. Очекувањата се годинава да се заврши изградбата на автопатот Кичево-Охрид, вели министерот за транспорт и врски Благој Бочварски.
Според него, преку тековна координација на сите субјекти и институции инволвирани во изградбата и дополнително ангажирање работници на терен, би се испочитувал рокот на изградба кој е продолжен до крајот на тековнава година. Но министерот не сака да предвидува дали цената на чинење ќе расте. Автопатот Охрид-Кичево ќе биде завршен до крајот на годинава, изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски при посетата на Охрид. Се очекува да бидат испочитувани зададениот рок и цената на чинење за изградба на автопатот, доколку во наредниот период градежните работи продолжат со засилено темпо, посочи Бочварски. Очекувам да продолжат со засилено темпо градежните работи во текот на оваа година, секако по отворањето на временските услови, подобрувањето на временските услови со цел да се покажи поголем прогрес и да може автопатот по делници, по секции како ќе завршува и да се пушта во сообраќај. Според последниот извештај на надзорниот орган, на трасата работат повеќе од 900 работници од неколку градежни оперативи, при што се очекува дополнително бројот на ангажирани работници да се зголеми. Министерот информира дека се води тековна координација со сите субјекти и институции инволвирани во проектот за уредување и решавање на сите постапки за експроприација, за да може да се забрзаат градежните активности на сите позиции на автопатот. И на вчерашната владина седница имавме една точка која што значи воведување во владение на јавното претпријатие за државни патишта на одредени површини парцели каде што ќе може веднаш градежната оператива да влезе и да продолжи со работа на тие позиции. Важно е дека имаме тековна координација со сите засегнати институции. Согласно законот за експроприација кој што го имаме, можеме на одредени парцели после изготвување на решение од страна на Агенцијата за имотно-правни односи, на Управата за имотно-правни односи, да со одлука на влада ја воведеме оперативата во владение на тие површини и со цел да ја забрзаме градбата на тие позиции за да не се одолговлекува. Од отпочнување на изградбата на автопатот во 2014 година, кој требаше да биде завршен во 2018 година според образложението на надлежните институции, поради пропусти во проектирањето во неколку наврати беа продолжени роковите и зголемена цената на чинење која достигна до 598 милиони евра. Во моментов имаме таква договорена цена и не можам да прејудицирам дали истата ќе биде пониска или повисока, кажа Бочварски. Започна реализацијата на уште еден капитален проект во општина Дебарца. Вчера започнаа градежните зафати во првата фаза за изградба на фекална канализација за селото Лешани, со пречистителна станица во село Гаркополе. Во оваа фаза ќе се гради уличната мрежа и врската до локацијата на пречистителната станица. Вкупната вредност на работите од оваа фаза изнесува 15,6 милиони денари. Средствата се обезбедени од концесија на ТАФ, кој владата ги пренамени за инфраструктурни проекти во општините. Изведувач на работите е Илинден акционерско друштво Струга, а подизведувач е Победа од Ботун. Расте интересот за подигање насади со јаткасти плодови во регионов. Охриѓани и Стружани се одлучуваат за одгледување на овие култури затоа што се економски поисплатливи во споредба со другите овошни насади. Препораката на агрономите е да се подигаат насади со орев или лешник на поголеми површини. Сопствениците на земјоделски површини подигаат насади со нови култури. Во регионов расте интересот за одгледување на јаткасти овошја. Овоштарите внимателно го следат на горниот тренд со подигање насади на орев, лешник и бадем, кој во земјава зема се поголем подем, велат стручните лица. Агрономот Мирослав Трајчевски посочува дека има повеќе причини зошто овие култури стануваат се поинтересни за овоштарите да инвестираат во подигање на вакви насади. Овие години станува попопуларно, пред се поради тоа што споредбено со класичните овошни насади кои ги имавме пред се, тука мислам на јаболковите насади, има низа предности како во однос на тековното одржување, инвестицијата, пласманот, цената на плодот и така. Јаткастото овошти е поинтересно, реков, од многу аспекти. Прво, многу се помали тековните работи во текот на вегетацијата, заштитата. Исто така, помотехничките и агротехничките мерки се помали во однос на јаболката. Пласманот на плодови може да се каже дека е релативно полесен, бидејќи тие се плодови кои што може да се чуваат подолго време.
Јаткастите плодови се продукти кои ќе бидат барани на пазарите. Подолгорочно се очекува да недостасуваат ориви, лешници, бадеми, посебно во преработувачката индустрија. Македонија има погодни климатски услови за одгледување на овие производи. Во Охридско-Струшкиот предничи оревот. Пред неколку години поголем беше интересот за одгледување лешник, а сега има предност оревот, подвлекува Трајчески. Струшкиот регион пројавува поголем интерес, за разлика од Охридскиот. Регионот на Дебарце е сепак малце ризичен за овошни насели поради ниските температури. Пак во однос на отпорноста на ниски температури, јас би го спомнал и бадемот, би кажал дека тоа е многу интересна култура, кој нема да е проблем пласманот, меѓутоа за жал во нашиот регион ризикот од измрзнување од касни пролетни мразиви кај него е многу поголем, така да пред се го препорачувам оревот или лешникот, а ако веќе некој се одлучи сака исклучиво да биде бадем, тогаш да се бараат микролокации кои што поретко се јавува ниски температури и сорти кои што се отпорни или покасно цветаат. Агрономот апелира за поголема исплатливост да се подигаат насади на поголеми површини со цел да се добие поконкурентна цена на плодовите. Поголема површина значи поевтин производ по килограм, укажува Трајчески. Исто така препорачува при бербата да се применува механизација, посебно кај лешникот. Министерството за економија во моментот работи на креирање нови мерки со цел намалување на цените на основните прехранбени производи. Мерката за ограничување на маржите на основните прехранбени производи целосно се почитува од трговците, но голем дел од прехранбените компании кои користат субвенционирана струја од државата не ги намалиле цените, кажа министерот за економија Крешник Бектеши во интервју за телевизија Алсат. 60 до 70% од производителите од прехранбената индустрија кои користат субвенции за струја не ги намалиле цените на производите. Поради тоа Министерството за економија ќе предложи да се укине мерката за субвенционирана струја за компаниите. Државниот пазарен инспекторат е континуирано на терен и прави контроли кај сите компании кои што користат субвенции за струја. Согласно Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачи, оние кои ги прекршуваат одредбите ќе бидат санкционирани, па дури може да бидат затворени, кажа министерот за економија Крешник Бектеши во интервју за ТВ Алсат. Според податоците од Државниот пазарен инспекторат пак, трговците ја почитуваат мерката за ограничување на профитната маржа, која што исто така беше донесена со цел намалување на цените на прехранбените производи. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека се работи на нови мерки за да се намалат цените на основните прехранбени производи. Мерката што владата ја донесе за субвенционирање на струјата на компаниите кои што произведуваат основни прехранбени производи ја користат над 250 фирми и за таа намена досега се одвоени околу 1,2 до 1,3 милиони евра. Мерката за субвенционирана струја ќе остане да важи за училиштата и јавните комунални предпријатија. Следуваат вестите од светот. Силен земјотрес со јачина од 7,2 степени по Рихтер ја погоди централно-азиската земја Таџикистан. Епицентарот, како што пренесуваат медиумите, бил на 82 километри од границата со Кина. Кинеските медиуми јавуваат дека силниот земјотрес бил почувствуван и во кинеската провинција Ксинџијанг. Освен во Кина, силниот земјотрес бил почувствуван во Пакистан, Узбекистан и Авганистан. Посилниот следела серија земјотреси со магнитуди од 6,8, 5,0, 4,6 и 4,9 степени. Бил почувствуван низ целата земја, вклучително и во главниот град Душанбе. За сега нема информации за загинати и повредени и за материјална штета. Шпанскиот премиер Педро Санчес денес пристигна во Киев каде ќе се сретне со украинскиот председател Володомир Зеленски во пресред на првата годишнина од рускиот напад врз оваа земја. Шпанската министерка за одбрана Маргарита Роблес во средата им објасни на пратениците во Долниот дом дека Мадрид ќе испорача на Украина 6 борбени тенкови 24А. Леопард од германско производство, како ќе бидат ремонтирани, а испораката се очекува на крај на март или почеток на април. Санчес дојде во Украина откако
американскиот председател Џозеф Бајден вети нова воена помош од $500 милиони за Киев за време на ненадејната посета и средбата со Зеленски во понеделникот. Вооружен маж уби еден телевизиски репортер, а рани друг кога отворил оган врз нив додека известувале за убиство во близина на Орландо, Флорида. Според нив напаѓачот убил 9-годишно девојче и ја ранил нејзината мајка во блиската куќа. Осомничениот идентификуван како 19-годишниот Кит Мелвин Мозеси бил уапсен веднаш по нападот врз телевизиската екипа, како и врз мајката и ќерката. Против Мозес е покренато обвинение за убиство на жена што го пријавиле двајца новинари кога пукал во нив. Двајца нападнати новинари биле репортери и фотограф на телевизијата Spectrum News 13. Мотивот за нападот е непознат, но се верува дека Мозес ја познавал првата жртва која била застрелана додека седела во автомобил со осомничениот напаѓач и со уште едно лице. Поради новата зимска бура која зафати одредени области на САД, во некои делови од државата температурите би можеле да паднат и до минус 45 степени, јавуваат американските медиуми. Како резултат на снежното невреме биле затворени бизниси и училишта во Дакота, Минесота и Висконсин, откажани се 5000 летови. Налетите на ветер можеле да достигнат и брзина до 80 км на час, а во некои делови на САД под влијание на екстремно студен бран температурите би можеле да паднат до минус 45 степени. Синоптичарите прогнозираат до 1 метар снег за некои делови во северните држави, најобилни снежни врнежи во изминатите 30 години. Во исто време, одредени делови од источниот дел на САД имаат екстремно високи температури. Орландо, Флорида би можело да достигнат 32 целзиусови степени, во Луизијана и Њу Орлеанс до 29 степени целзиусови. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ве благодарам што не следевте. Пријатно.